Добар ден, драги гледачи. Добре дојдовте во новиот подкаст Здравје без рецепт, поддржан од Алкалоид. Во денешната епизода ќе зборуваме како да останете здрави во зима. Нашиот соговорник за денеска е магистар фармацевт Виолета Терзиовска. Добар ден и добре ни дојдовте. Добар ден до вас и до вашите гледачи. Ви благодарам што ја прифативте понудата да разговараме за една ваква интересна тема која што верувам дека сите ги интересира. И првото прашање од мене за вас е зошто во зимскиот период сме подложни на разни типови на инфекции? Веќе од средината на септември, овој период и во периодот што следи, некаде до март, крајот на март, почеток на април, течење на нос, затнат нос, кивање, солзење на очи, благ пораст на телесна температура, малаксаност се главните причини и симптоми со кои што се соочуваме секојдневно. Значи, веќе почна сезоната на настинки и грип. Станува збор за акутни инфекции на горните дишни патишта, кои што во најголем дел се предизвикани од вируси. Пред се тоа се риновируси, кои што предизвикуваат симптоми на настинка, кои што имаат лесен тек, ретко прават компликации и грипот предизвикан од вирусите на инфлуенца А и Б. Симптоматологијата помеѓу грипот и настинката често се преклопува, но интензитетот на симптомите е различен. Како може да препознаеме дали станува збор за грип или за настинка? Настинката настапува постепено. Значи, првиот ден почнува со симптоми на благо грипкање на грло, нос што тече, кивање, солзење на очи. Вториот, третиот ден веќе може да се почувствува малаксаност, благи болки во телото. Потоа тоа течење на нос преминува баш во затнатост, тешко дишеме. И така тие симптоми кај здрав организам постепено, некаде околу 7-миот ден, се смируваат и постепено исчезнуваат. А додека грипот настапува нагло, со силни болки во телото, со висока температура, често се јавува и кашлица, чести се тука веќе и спуштање на тој инфект од носот во грло, во бели дробови. Значи, симптоматологијата кај грипот е многу поинтензивна и така и се разликува. Веќе 30 години го работите ова и им помагате на вашите пациенти. Што е она што ни кажувате на нас како да се заштитиме и да останеме здрави во зима? Што ни препорачувате? Во овој период, значи, веќе со промена на временските услови, пред се веќе и овој месец имаме многу големи температурни осцилации. Ладни ноќи, ладни утра, а топол ден. И нашиот организам се труди да остане да се избалансира, но тешко успева и станува поподложен на инфекти. Исто така, веќе и учениците се во клупите, веќе месец и пол, големи групи имаме на деца, кои што тие генерално и се поподложни на инфекции, затоа што нивниот имунитет се уште е во развој, не е доизграден, и тие заболуваат некаде 6 до 10 пати во годината. Тие се затворени во тој простор, вирусот лесно има лесна трансмисија, лесно движење, често се разболуваат, тоа го носат и дома, и така да доаѓа и до настинки кај возрастите, но кај возрастите инциденцата на добивање на овие настинки, вирусни инфекции, се намалува, и тоа е вообичаено 2 пати во годината. Како може да го превенираме ова? Што им препорачувате, например, како да го заштитат организмот од настинки? Значи, во овој период треба да се избегнува престој во простории каде што има многу луѓе,
да се прави често проветрување на просториите, да се навлажнува воздухот, затоа што сувиот воздух и намалената влажност овозможуваат подобри услови на самите вируси да екзистираат, а исто така многу сувиот воздух ја суши слузницата на носот и на грлото и сувата слузница на нос и грло станува дава подобар продор вирусот прави низ таа слузница и затоа и треба и често влажење на слузницата со разни физиолошки препарати кои што се за влажење за слузница, влажење на просторот во кој што престојуваме и клучно е одржување на лична хигиена. Често миење на раце, ако веќе не сме во можност да се наоѓаме во простор каде што имаме голема концентрација на луѓе да ги миеме рацете, да избегнуваме допирање на уста, на нос, ако видиме болен човек, нели да се дистанцираме, или ако доколку ние сме болни, да ставиме маска и да не се мешаме во многу луѓе. Значи, ова се оние хигиенски мерки кои што треба да ги превземеме, но во суштина на сето ова, за да ние останеме здрави, клучен е нашиот одбрамен систем, кој што секојдневно не заштитува не само од вируси, од бактерии, него од сите штетни агенции кои што се наоѓаат околу нас. И за да имаме добар имун систем, значи тоа не можеме да го добиеме преку ноќ. Имуниот систем се гради континуирано во тек на целиот живот. За да имаме добар имун систем, треба да имаме прво добри, здрави животни навики. Зашто во овој брз живот некако е малку тешко да ги изградиме. Тешко е да се изградат тие здрави животни навики, но треба да се трудиме, да јадеме што повеќе овошје, што повеќе зеленчук. Да одбиреме некоја физичка активност, значи за да повеќе престојуваме на отворен простор. Потоа да си изнајдеме некој хоби, вежби, некој кој што ќе ни го намалат стресот. Значи, сите тие се фактори кои што добар сон, значи добар сон, редовен сон ни го регенерира телото, ни го подобрува имунитетот. Значи, сето ова е потребно за да бидеме во добра форма, за да можеме да се одбраниме од надворешните агенции. Јас сега тука би ве дополнила, јас лично ова го знам и многу ми е тешко да го практикувам и често велам би сакала да имам некое магично стапче за да може денот да ми изгледа така за да го заштитам имунитетот. Но дали треба да конзумираме, да примеме некаков тип на суплементи за да можеме да останеме здрави? Дали тоа го препорачувате? Да, секако. Значи, ние сите сме свесни дека за да имаме добро здравје, дека треба да ги практикуваме сите овие работи, но точно не сме секогаш во можност. Па и не сме во можност секој ден за цело семејство, нели да цедиме по килограм 2 лимони или ѓумбир или нешто така. Да, некаде и финансиски не е можно. А имаме ситуации кога тоа го правиме, па квалитетот на производот е сомнителен. За начин на чување, колку е тој, дали е замрзнуван, одмрзнуван, па која е концентрацијата на С витамин во тој производ е дискутабилна. Во тој случај ние секако препорачуваме да се суплементи, значи поддршка на нашиот имунитет од суплементи, но и тие суплементи не треба да се земаат неконтролирано, затоа што ако се земаат неконтролирано, може да направат повеќе штета од корист. И кога се земаат тие конкретно и за заштита од настинка, тие суплементи треба да бидат добро избалансирани, значи со однос на витамини и минерали кои што докажано делуваат на подобрување на нашата настинка или пак до скратување на периодот на настинка кога веќе таа ќе настапи. Исто така, значи вие кога ќе влезете во аптека е шаренило околу вас на десетици такви производи и не знаете што побрзо да земете. Исто и на овие социјални мрежи бомбардирани сте од реклами од многу такви производи. Па и сами читате на Google, на тие провайдери кои што исто ви се препорачуваат разни суплементи, но вие секогаш
Значи, барем еве во Скопје и во Македонија, аптеките се толку често распространети, имате фармацевти кои што се добро обучени за вашето здравје и кои што баш може да ви направат добар план како да се заштитите во овие месеци и да го следат тој процес, како се одвива. Ќе ви понудат производ кој што е баш добро избалансиран, кој што соодветни концентрации на витамини и минерали ги содржи, кои што ви се потребни, одобрени од нашата агенција за лекови. Значи, многу е битно и тоа, дали тој производ е диететски, се води како додаток на исхрана, тогаш се тие концентрации многу помали. И дискутабилно е колку ќе ве заштити, отколку или производ кој што е баш дефиниран како квалитетен од Агенцијата за лекови. Кога станува збор веќе кога ќе ја фатиме настинката, народски кажано, кога веќе сме настинати, што препорачувате тука? Значи, како да помине тој процес побезболно? Значи, кога веќе, значи, како што кажав и претходно, настинката ретко дава компликации кај здрав организам. Значи, кај здрав организам ретко добиваме компликации, него таа има еден тек. Значи, кој што треба да се издржи, да се земаат многу течности, да се пијат топли напитоци, чаеви, значи камилица, мајчина душица, го олеснува дишни патишта, камилицата делува противоспалително, значи топли чаеви, многу мирување, навлажнување на просторот и суплементи од типот на С витамин, Д витамин, цинк, селен, кои што докажано го подобруваат имунитетот, побрзо, пократко ќе трае таа настинка, помали се шансите да дојде до компликации и битно е, значи во тој период кога и сме по настинка, да не ги земаме сите овие витамини одделно. Значи, затоа што имаме и производи каде што сите тие се заедно, со пријатен вкус, лесни за употреба, од типот на мулти есенс имуно. Значи, тоа се кесички за директна употреба, не ни треба ни вода и пријатен вкус, да, ресорбцијата е побрза, нели секогаш кога оди директно во уста. И така да тука со сигурност ќе дојде до подобрување на општата состојба. Дали е ова истата препорака и кога станува збор за грип? Бидејќи рековме дека нели по настинката се разликува од грипот и грипот некако по агресивно го напаѓа организмот. Да, грипот поагресивно препораките првенствено се, значи веќе сега беа во тек и се уште се, кај сите ранливи категории на пациенти, тука станува збор за лица над 65 години, возрастни лица со коморбидитети, односно со хронични заболувања, срцеви, кардиоваскуларни заболувања, покачен крвен притисок, диабет, препораките се да се вакцинираат. Значи, секоја година се изготвува нова вакцина, затоа што грипот од година во година мутира, се ги менува своите карактеристики и секоја година е неопходна вакцинација, посебно кај овие категории на луѓе кои што имаат коморбидитети и кај луѓе кои што се со имунодефицитарни болести. Значи, тука првата препорака е превенција со вакцинирање. Доколку го пропуштат тој момент, значи другата препорака е сите овие луѓе навремено да почнат да се превенираат со суплементи, да внесуваат дополнително комбинирани мултивитамински производи, каде што имаме исто добро избалансиран сооднос на витамини и минерали. Кога веќе ќе ги добијат симптомите, доколку е здрав организам, млад здрав организам, спортист или тука не постои некоја грижа дека ќе дојде до компликации и во тој случај доволно е да се отиде во аптека, да се кажат симптомите, фармацевтот ќе процени дали се работи за настинка или за грип и ќе делува соодветно на таа ситуација, ќе го следи, доколку симптомите не
се смируваат за 3 до 4 дена, ќе биде упатен на лекар. Али кај грипот исто не се очекуваат компликации кај здрави луѓе. Додека кај хронично болните, доколку дојде до инфекција со вирусот на грип, препораките се веднаш да се упатат кај матичниот доктор, па он ќе го води пациентот согласно неговите протоколи. И сега, бидејќи живееме во 21 век и некако сме бомбардирани од многу работи, многу информации, се е некако многу достапно, барем така мислиме, не знаеме што тоа е вистина, што е лага. Мене ме интересира зошто е неопходно еден млад човек да се советува со здравствено лице кога станува збор и за настинка и за грип. Зошто е многу битно да се отиде во аптека и да се праша што е соодветно за тоа како ние се чувствуваме, ако знаеме дека не се чувствуваме здраво? Па пред се, затоа што пред се не го знае добро составот на препаратите кои што му се нудат за настинка или за заштита од вирусни инфекции, а и препаратите кои што се нудат за решавање на симптоматологијата која што веќе ја има. Оти тука, значи, да бидеме јасни, за настинката ние немаме лек. Значи, не ја лекуваме, ние само ги олеснуваме симптомите. Исто многу е битно, кај младите луѓе сакаат брзо и веднаш да бидат здрави, немаат време време да боледуваат, многу е битно да не ги фати паника и да посегнат по антибиотик на своја рака, затоа што антибиотикот не е лек за вирус. Со антибиотиците лекуваме бактерии, не вируси. Мислам дека ова е многу важно да се напомене. Тоа е многу важно. А значи кога ќе ги добијат оние симптоми на грипкање на грло, на затнатост, на така општа немоќ и мисли дека антибиотикот ако го земе дека ќе го спаси или дека ќе му го скрати времето на траење, дека ќе го заштити од некои дополнителни пропратни проблеми. Не, антибиотикот само може да ја влоши, да му го напали дополнително имунитетот. Значи, затоа треба да се консултираат со фармацевтот во аптека, кој што ќе му даде соодветен препарат за сузбивање на симптомите. Доколку исто индивидуален е пристапот, не пристапуваме исто кон секој пациент. Значи, едни се препораките за деца, значи други се препораките за здрав возрастен организам, за луѓе со хронични заболувања. Ако пациентот има само ако има болки во грло и затнат нос, значи тогаш му се дава парацетамол за смирување на болката, за некои капки за отпушување на носот. Доколку има веќе симптоми на грип, таму имаме силни мускулни болки, имаме висока температура, тука парацетамолот не секогаш може да ни помогне. Во тој случај ќе дадеме Блокмакс или ќе дадеме комбинација на парацетамол и ибупрофен за да се намалат болките, да се намали телесната температура. Тука парацетамолот не ни врши баш работа. Симптомите се третираат зависност од интензитетот или колку симптоми се појавени во моментот, дали кој обично кај здрав организам ќе има само кивање, течење на нос, нема температура, ретко се јавува температура, тогаш се оди со производ за одзатнување на нос, со дополнителна суплементација со витамини, со минерали, со мирување, со внесување на течности, со влажење на слузницата и ќе помине лесно. Имаме пациенти каде што имаме некое хронично заболување, исто и во тој случај треба да внимателно да пристапиме со тоа кој производ ќе му биде понуден. Ние во аптеките имаме многу такви комбинирани производи кои што ги покриваат симптомите на настинка и грип, како значи во еден производ ги покриваме симптомите на течење на нос, на кивање, на болки во тело, на покачена телесна температура, но тие производи не се така безазлени за да се земаат на своја рака. И затоа ви е потребен фармацевтот, значи во зависност од тоа дали вие сте ако имате некое хронично заболување,
треба да кажете за кое хронично заболување се работи. Ако имате покачен крвен притисок, тогаш во никој случај не треба да користите производ каде што има висока доза на псевдоефедрин, затоа што псевдоефедринот ни дава несакани реакции од типот може уште повеќе да го зголеми крвниот притисок. Што е тоа Како кажавте, бети не знам. Да, псевдоефедринот е состојка која што ја има во сите тие комбинирани прашоци и комбинирани таблетарни форми, за да направи побрзо одзатнување на носот, за смирување на слузница. И тој не секогаш е во ниски дози. Производителот за да даде нели добар ефект кај корисникот, често знае да примени високи дози на псевдоефедрин, но тие така и не се безазлени, како што рековме. Значи може да направат аритмија на срце, вознемиреност, главоболка, зашеметеност. Исто имаме производи во тие комбинации каде што многу често се користи и антихистаминик од прва генерација. И антихистаминиците од прва генерација исто така делуваат на спирување на кашлица, на течење на нос, на кивање. И заедно пак псевдоефедринот со антихистаминик од прва генерација во високи дози и како може да направи да даде сериозни несакани дејства кај хроничните пациенти, поготово кај заболените со тироидна жлеза, која што е многу често, поготово меѓу женската популација, кај заболени со висок крвен притисок, така да пациентот во моментот се чувствува вака мокино и дека има добра клиничка слика, но потоа ќе почувствува вознемиреност, нарушување на срцевиот ритам. И тука треба многу внимателно и затоа не треба да се земаат на своја рака. Ова некако ми го начнува следното прашање, а тоа е зошто треба да се советуваме со здравствено лице при третман на настинка и грип. Бидејќи верувам дека тоа е многу важно, а ретко кој го прави, бидејќи живееме во еден брз свет и мислиме дека може да консумираме се сами знаеме, да. Значи не треба да ги користиме, значи искуствата на председни, треба да ги користиме искуствата на другите лица. Ако на некој претходно помогнал тој производ, не значи дека е тоа соодветниот производ и за мене. Значи за тоа што јас имам некоја друга клиничка слика или имам некои други пропратни заболувања. Исто така не треба да го користиме производот што сме го користеле кога лани сме биле настинати. Затоа што тогаш што е случај, останал дома, значи тогаш сме имале можеби само нос течење, сме имале и сува кашлица. Може би сега во овој момент веќе сме во фаза на влажна кашлица, каде што ќе треба да земеме производ за искашлување. Значи, не треба да се базираме на собствени претходни искуства со препаратот и на искуства на некој друг кој што ги користел, туку да побараме стручна помош и која што каде што ќе ни биде точно врз основа на нашите симптоми препорачан производ кој што ќе ги сузбија. Во принцип исправно е од страна на фармацевтот секогаш да биде препорачан најбезбедниот производ. Оној производ кој што има најниска доза на псевдоефедрин, каде што нема антихистаминик, затоа што антихистаминиците делуваат и седативно. Може да не успорат, не е препорачливо возење со нив, не е препорачливо работење, поготово со некоја машина. Значи, најбезбедниот производ, еден таков производ, да речеме, кафетинкол таблетарна форма. Зошто таблетарна форма? Затоа што прво во тој производ ние ги покриваме симптомите на течење на нос, на кивање, на парацетамолот за против болка и омалаксаност, и имаме состојка ако имаме сува кашлица, која е често пропратен симптом кај настинките, значи сувата кашлица, таа се јавува третиот, четвртиот ден. И е производ кој што е во таблетарна форма, значи нема дополнително шеќери. Затоа што сите овие производи кои што ги имаме за растварање имаат висока концентрација на шеќери за да коригираат непријатен вкус на лековите кои што се содржани
комбинирани, а не секој треба да користи шеќер, а и препораките, последните препораки кај вирусните инфекции се и да не се внесуваат шеќери, дури и да се намали внесот на шеќери во самата исхрана. Навистина ова не го знаев, а е многу важен Така податок да, а поготово пациенти со диабет, па воопшто не треба да користат такви комбинирани прашоци. Подобро е таблета. Затоа и е фармацевтот. Он во зависност од тоа ќе ви даде препорака за соодветниот препарат за вашиот проблем. И кога ќе дојде до крајот, кога ќе го завршиме ова патување со настинката и грипот, дали треба да продолжиме со суплемација со витамини, минерали, пробиотици по периодот на настинка и грип, или кога ќе заврши настинката, завршува и некако ставањето на штит пред нас од настинките и грипов? Па така, ако настинката во просек трае 7 дена без компликации, нас ни требаат некои 2 недели за да почнеме она баш да се чувствуваме како здрави. Значи, а уште подолг период ќе треба за да бидеме целосно здрави. Да, стабилни. Значи, во секој случај ни треба суплементација од витамини и минерали, а ако се работи за веќе комплицирана настинка или компликација од грип, процесот на опоравување трае многу подолго. Значи, тогаш ќе треба и подолго време, барем од месец до 3 месеци да се суплементираме со соодветни производи. Значи, доколку пак дојде до компликации, каде што често кај малите деца, значи настинката знае да искомплицира во правец на воспаление на уво, воспаление да се спушти на дишните патишта, и нечесто кога ќе дојде до компликација се вклучуваат и антибиотици, затоа што на вирусната инфекција се надоврзала бактериска инфекција. Сега, користење на антибиотици од 10 до 20 од 10 дена. Значи, микробиомот во нашите црева се нарушува долгорочно. Значи, му треба месеци и месеци, дури и до година. Некои статистики кажуваат на основен антибиотик, не од оние широкоспектрални антибиотици, испијан, значи, во време трајање од 10 дена, дека на микробиомот му треба период до година дена да дојде во првобитната, во она стабилна состојба која што ни го гарантира имунитетот. И тука посебно се препорачува користење на пробиотик, и тоа во еден подолг период. На некој начин треба цело време да се грижиме за општото постојано треба да се грижиме за општото здравје. Одбранбениот систем е пред се ќе не одбрани од надворешните влијанија, а за добар имунитет треба да се грижиме за своето здравје и да се соодветно да користиме суплементи. И за крај, како порака до нашите гледачи, повторно се враќаме на почетокот. Како да го сочуваме нашето здравје во зима? За се грижиме за да го одржиме имунитетот во добра кондиција, со здрава исхрана, доволно одмор, повеќе сон, физичка активност и секако земање соодветни суплементи. Ви благодарам многу што денеска бевте со нас во подкастот Здравје без рецепт. А вас, драги гледачи, ви благодарам што и денеска гледавте и слушавте Здравје без рецепт. Се гледаме во некоја наредна епизода да дознаеме нешто повеќе за нашето здравје, бидејќи, како што знаете, здравјето е пред се. Следете на сите наши платформи, социјалните мрежи, Instagram, Facebook, YouTube и Spotify.